Во почетокот на октомври 1943 година во селото Црвена вода, главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија го издаде манифестот кој беше отпечатен на 16 октомври. Манифестот ги опфати главните прашања во врска со ослободителната борба на македонскиот народ и ги истакна основните програмски начела врз кои ќе се темели положбата на македонскиот народ во заедницата на народите на Југославија. Во манифестот беа изнесени карактеристиките на ослободителното движење и беше подвечена потребата од единството на македонскиот народ со сите народности, албанците, турците и другите во ослободителната борба за извојување национална и социјална слобода, за развивање братство и единство. При тоа во манифестот се подвлекува дека македонскиот народ и народностите ќе имаат полна рамноправност во идната заедница на народите на Југославија, слободен развиток врз основа на принципите на секој народ на самоопределување. Со манифестот се бараше решителна и бескомпромисна борба со сите непријатели на македонскиот народ и народите на Југославија. Овие програмски начела на манифестот на главниот штаб насекаде беа прифатени низ Македонија, а борбениот повик беше поздравен со одушевување и во наредниот период се одрази во нов бран нови борци во единиците на Народно-ослободителната војска на Македонија. Се разгореа уште повеќе разновидни форми на отпор против окупаторите и неговите помошници. На 16 октомври 1978 година, првпат по 4 векови, новоизбраниот папа од страна на Римокатоличката црква не беше италијанец. Новиот папа беше полскиот кардинал Карол Војтила. Малку црковни водачи би можеле да постигнат толкава популарност за толку кратко време како папата Јован Павле. Во октомври 1954 година во цела Британија се озборуваше околу една кралска романса меѓу сестрата на кралицата Елизабета, принцезата Маргарет и привлечниот бивш борбен пилот Питер Тоунсенд. Озборувањата беа вистинити, романсата навистина постоеше, но црквата, владата и кралското семејство се здружија за да го спречат бракот меѓу принцезата и човекот кој не потекнува од благородништвото. На 16 октомври 1973 година народот на Јужнојеменската република ја прослави 10-годишнината од револуцијата. Во знак на одбележување на настанот, лидерот Абдел Фатах Исмаил ја поздрави воената парада. Јужен Јемен, предводен од Народниот ослободителен фронт, својата независност ја доби во 1967 година. Поставувањето на новиот настојник на лондонската кула е ретка можност да се види еден убав британски церемонијал. Древен ритуал со традиционални костими и поставување редари на најстарата лондонска тврдина. Есента 1942 година бугарските окупатори во Македонија преседоа голема офанзива против народно-ослободителното движење. На просторот Прилеп Велес, каде што действуваше одредот Димитар Влахов, целта на бугарските окупатори беше да се уништи одредот и неговите соработници во тој дел на Македонија. Кога бугарскиот окупатор и покрај тоа што беше бројно надмоќен и дозаби вооружен, не можеше да го уништи народно-ослободителното движење, се нафрли врз невиното и незаштитено население од овој крај. Така, во селата Долно Јаболчиште, Богомила, а нешто подоцна и во Мокрени, изврши крвави злосторства, убивајќи голем број селани невини луѓе, само поради тоа што тие при нивното измачување ништо не им кажувале за партизаните. На 5, односно на 17 октомври, по нов стил, во 1878 година,
Makedoncите od Istočna Makedonija, predvodeni od Stojan Karastojilov i Dimitar Popgeorgijev Perovski, se dignale na vostanije i spored mestото na prvite vostanički akciji селото Кресна, to je наречено Кресненско востанije, iako неговите раководители во официјалните документи го нарекуваат Македонско востанije. Востанието траело 5 до 6 месеци. Во почетокот востаниците имале големи успеси и по текот на реката Струма ослободиле над 30 села. На ослободената територија, според еден правилник устав што востаниците и раководителите сами го изработиле, организирале револуционерна власт. Меѓутоа, кога во водењето на тамошниот тек на востанието и организирањето на власта се замешале надворешни сили од Бугарија со цел да го искористат востанието за своји цели и дури бил сменет и Димитар Беровски, силата на востанието започнала да опаѓа, да се губи моралот кај востаниците. Идната 1879 година турците презеле голема офанзива за задушување на востанието, кое наполно било задушено во мај 1879 година. Така и ова востание на македонскиот народ од крајот на 80-тите години на 19 век било задушено. На 17 октомври 1954 година индискиот лидер Нехру престојуваше во Ханој, каде што му направи посета на северно-виетнамскиот лидер Хо Ши Мин. Тоа беше дел од турнејата на Нехру по Југоисточна Азија, вклучувајќи го во неа и Пекинг. На 17 октомври 1970 година во Каиро Анвар Ел Садат даде заклетва како претседател на Египет. Така почна една необична декада, како за човекот, така и за неговата земја. По 3 години тој поведе војна против Израел. По 7 години ги почна разговорите со Израел и со американците за постигнување мир на Средниот Исток, осуден од целиот арапски свет. 17 октомври 1973 година го одбележа почетокот на крајот на светските залихи со ефтино гориво. На тој ден земјите на ОПЕК го вперија своето нафтено оружје. Поради војната со Израел, која се уште траеше, тие решија да ги намалат нафтените испораки на Запад. Цената на суровата нафта беше зголемена, а тоа беше шок за целиот свет. На 17 октомври 1973 година тројца американци космонаути се подготвуваа за третата и последна вселенска лабораторија. Skylab обезбеди орбитална лабораториска платформа на 275 милји над земјината површина и од неа научниците можеа да проучуваат 3 области: медицината, соларниот систем и земјините ресурси. Овој потфат со Skylab беше последната фаза од програмата на американските вселенски истражувања, за кои значително беа намалени трошоците. Холивудскиот Дизниленд е невообичаено место за во него да се сретне еден од водачите на источноевропските комунистички земји. Но на 17 октомври 1970 година председателот на Романија Николај Чаушеску и неговата сопруга беа воодушевени од добредојдето на Мики Маус и другите од семејството Дизни. На 18 октомври 1935 година во Виена е одржана седница на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, на која е решено во Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија да се кооптираат неговите двајца поранешни членови, Јосип Броз Тито и Владимир Чопиќ. На истата седница другарите Тито Чопиќ се задолжени да одат на работа во земското биро на Комунистичката партија на Југославија, чие седиште тогаш се наоѓаше во Загреб. Во текот на 1970-тите години, се повеќе и повеќе африкански земји добиваа воена и техничка помош од Советскиот сојуз.
на 18. октомври 1973. Група советски воени експерти, предводени од заменикот министер за одбрана генерал Соколов, пристигна во Нигерија за да ја посети тамошната воена академија. Во текот на граѓанската војна во Нигерија, Москва на владата на Лагос и достави еден број авиони како воена помош. Сонја Хени, најдобрата лизгачка на мраз во светот, на 18. октомври 1932 година престојуваше во Париз. Оваа норвежанка беше светски шампион во текот на сите години меѓу 1926 и 1937 година. Таа исто така освои 3 олимписки златни медали, а потоа замина во Холивуд и стана една од најголемите атракции во филмските проекции. Кога една водечка компјутерска компанија го замоли чудниот англичанец и хуморист Роналд Емет да дизајнира нов компјутер, еве што се случи. Наречен Не заборавиме, компјутерот беше прикажан на 18. октомври 1966 година на изложбата за канцелариска опрема во Чикаго и може би докажа дека дури луѓето околу компјутерот може да бидат програмирани за да се смеат на самите себе. Инфлацијата е курс на модерниот свет, но слика на злокобност можеше да се види во 1948 година во Шангај, кога парите станаа скоро безвредни. Комунистите на Мао Цетунг ја добиваа граѓанската војна и Стара Кина колабираше. Така девојките од канцелариите добиваа по 18 милиони кинески долари неделно, а тоа всушност беше онолку колку што може да се понесе во една вреќа. Нешто нечуено во светот на модата беше дизајнирано во текот на 60-тите години од Мери Квант од Лондон. Во 1967 година таа направи бум со чизмите. Од 19 до 23 октомври 1940 година во Дубрава кај Загреб е одржана петата земска конференција на Комунистичката партија на Југославија. На конференцијата присуствуваа 105 делегати од сите краишта на Југославија. Главен реферат извештај на Централниот комитет поднесе генералниот секретар на Комунистичката партија на Југославија Јосип Броз Тито. На конференцијата беа поднесени и овие реферати и извештаи: за политичката ситуација во земјата и странство, за синдикалното, селанското, националното и младинското прашање, за агитацијата и пропагандата, за работата меѓу жените, за работата во војската, за партиската техника и конспирацијата и за народната помош. Во извештајот на Централниот комитет поднесен од Тито се укажуваше на сита сериозност на положбата во која се наоѓаше тогаш Југославија. Посебно се истакнуваше опасноста што ја застрашуваше земјата од страна на силите на оската, зашто, како што рече Тито, тие им ја наметнуваат својата волја на малите европски земји дрско и брутално и додаде дека народите на Југославија и се противат на предавничката надворешна и внатрешна политика на владата на Цветковиќ Мачек. Народите на Југославија не го сакаат фашизмот, не сакаат тоталитарен систем, не сакаат да станат робови на германската и на италијанската финансиска олигархија, како што никогаш не сакаат да се помират со полуколонијалната зависност што им ја наметнаа така наречените западни демократии по првата империјалистичка војна. Прашањето за одбраната и независноста на земјата беше едно од најважните прашања на конференцијата. Поради тоа конференцијата ја истакнува паролата за создавање народна влада, која би ги представувала сите патриотски сили на земјата и која би се потпирала врз сојузот на работниците и селаните и собирање на најшироките народни сили на револуционерна борба, што беше услов за одбраната и независноста на народите на Југославија. По исцрпната расправа по сите прашања што беа на дневен ред, конференцијата усвои резолуција во која беше дадена анализа на меѓународната и внатрешната ситуација и беа набележани најважните задачи на партијата во наредните судбоносни настани за народите и народностите во Југославија.
На крајот од работата, конференцијата избра Централен комитет од 29 членови, 9 кандидати и Политбюро од 7 членови, а за генерален секретар на Комунистичката партија на Југославија беше избран Јосип Броз Тито. Петата земска конференција зазема посебно место во историјата на Комунистичката партија на Југославија. По времето кога е одржана, по духот што владееше на неа, по одлуките што ги донесе, таа е еден од најзначајните партиски собири меѓу двете војни. Петата земска конференција по бројот на делегатите по важноста на своите одлуки имаше значење на Конгрес. Таа беше вистинска борбена смотра на југословенските комунисти наспроти судбоносните настани од 1941 година што беа на показ. Деветнаесети октомври 1938 година беше уништувачки ден за кинеските сили кои се обидоа да им се спротистават на јапонската инвазија. На тој ден беше заземен Цунг Шенг и јапонските сили се упатија кон Кантон, кој беше заземен по 2 дена. Со оглед на тоа што кинеските трупи се повлекоа, патот кон освојувањето на Јужна Кина беше отворен. Конгресниот комитет за антиамерикански активности во Вашингтон го почна истражувањето против Кју Клукс Клан на 19. октомври 1965 година. Водачот на оваа насилничко-расистичка организација Роберт Шелтон се испитуваше прв и покрај тоа што 37 пати одби да одговара на поставените прашања. На 19. октомври 1922 година заврши доминацијата на Дејвид Лојд Џорџ во британската политика. Лојд беше премиер на земјата од 1916 година. Овој избувлив велшанин првпат беше запознат во 1909 година, кога беше избран за министер за финансии на државната благосостојба. Тој исто така беше извонреден воен водач и во 1919 година се спротистави на намалените казни што ја беа одредени на Германија. Тој се повлече во 1922 година, но во парламентот остана се до неговата смрт. Нафтеното дупчење Сик Вест на Северното море беше фокус на поента на првото и главно откривање на нафтата недалеко од британскиот брег. Откривањето беше објавено на 19. октомври 1970 година и тоа беше предвесник на едно големо нафтено откритие. Првите млазеви нафта се јавија само по 6-годишно дупчење на морското дно, оддалечено околу 100 мили од шкотскиот брег. Деветнаесети октомври 1966 година и сензационално одвивање на процесот Бен Барка во Париз. Шефот на мароканската безбедност мајор Ахмед Длими беше уапсен надвор од судницата, кога тој неочекувано се појави во главниот град на Франција. Мајор Длими беше обвинет за воодсуство поради смислување на киднапирањето на мароканскиот опозиционен лидер Бен Барка, кој исчезна во Париз. Дваесетти октомври 1944 година. На тој ден е ослободен Белград, главниот град на Нова Југославија. Единиците на Народно-ослободителната војска од првата армија во содејство со единиците на Црвената армија го ослободија Белград.
Над Белград се развија знамето на слободата. Слободарскиот град Белград, од каде што започнаа историските настани во 1941 година против домашните предавници и странските окупатори, беше слободен. Борците на ослободителната југословенска армија радосно беа пречекани во слободниот град Белград. Во Белград на 23 октомври дојде и првиот војник на нашата револуција, маршал Тито. По повод ослободувањето на Белград, маршал Тито издаде заповед со кој сите единици што учествуваа во ослободувањето на градот беа пофалени. Генерал Даглас Макартур, еден од командантите на Втората светска војна, на 20 октомври 1944 година, од себе направи легенда. На тој ден Макартур, следејќи ги водените патеки на американскиот напад на јапонските позиции на филипинскиот остров Леите, сушност го одржа ветувањето дека ќе ги поврати островите од кои американците беа исфрлени во 1942 година. Токму тоа Макартур го направи славен. По 5 години од смртта на председателот Џон Кенеди, неговата вдовица Жаки најпосле се омажи за грчкиот бродски милионер Аристотел Онасис. Церемонијата се одржа на 20 октомври 1968 година на островот Скорпиос, кој беше преплавен со стотици непоканети новинари од целиот свет. По 15 годишно градење и цена на чинење од повеќе од $100 милиони, на 20 октомври 1973 година Сиднејската опера беше отворена од британската кралица Елизабета и принцот Филип. Повеќе од милион луѓе го следеа пристигнувањето на кралицата, која по разгледувањето на Сиднејското пристаниште се упати кон оперската куќа. Изградбата на операта му беше доверена на непознатиот дански архитект Боерн Утсон, кој беше избран меѓу повеќе од 200 дизајнери. Во неговата работа имаше и доста сомневање, но оние кои имаа доверба во проектот не беа разочарани и Сиднејската опера денес е една од најпознатите светски архитектури. Разнесувањето на медицинските и спиритуалните потреби на народот, распрскан на 32.000 милји низ пустината, бара брзо транспортирање. Милосрдната сестра Син, католичка калуѓерка која работи во овој дел на Кенија, го решава проблемот со пилотирање на сопствен авион. Многу необичен занет дури и за една разновидна мисионерка. Ова е денот кога Ричард Бартон ја открива Елизабет Тейлор во јавноста. Оваа гола статуа на господја Бартон требаше да се користи во еден нивни филм во 1964 година, а ова беше дел од публицитетот. „21 октомври 1941 година. Крагуевац, град во Шумадија, беше завиткан во црно. На тој ден Крагуевац го почувствува сиот бес и варваризам на германските фашистички окупатори. Над 7.000 ученици со професорите, младинци и жени, германските фашисти стрелаа за одмазда поради борбата што ја водеше српскиот народ за слобода. Меѓутоа и покрај таквите злосторства на фашистичките хитлеровски орди, тие не можеа да го скршат моралот на српскиот народ, да ја продолжи започнатата борба. Српскиот народ, збратимен со другите народи и народности, водеше немилосрдна и крвава борба во која беа дадени уште многу илјади жртви за слободата. 4 години низ цела Југославија се водеа борби, се до конечното ослободување на татковината. А на стреланите во Крагуевац и во другите места низ цела Југославија, тогашните и сегашните генерации вечно ќе се сеќаваат и ќе им оддаваат почит како на загинати жртви за слободата на својата татковина. На 21 октомври 1966 година малото рударско градче Аберфан во Велс стана сцена на една од најголемите несреќи. Тука една цела генерација ученици ги загуби животите, кога милиони тони од 30 годишната шлака се урнаа врз нивното училиште.
Во тоа повлекување на земјиштето животите ги загубија 193 ученици. На 21. октомври 1969 година Вили Брант е наименуван за канцелар на Западна Германија, позиција која ќе одржи се до 1974 година. Во текот на нацистичката ера Брант беше надвор од Германија, а од 1957 до 1962 година беше градоначалник на Западен Берлин. Во 1971 година ја доби Нобеловата награда за мир за придонесот во подобрувањето на односите меѓу Исток и Запад. Во Варшава, тридневната политичка напнатост заврши со појавувањето на новиот партиски водач Владислав Гомулка, кој беше целосно рехабилитиран на 21. октомври 1956 година и повторно избран за прв секретар на Полската партија. Во 1971 година повторно беше сменет поради работничките штрајкови на Балтикот, што се одржаа кон крајот на 1970 година. Карли Чесмен наскоро ќе поднесе уште една жалба во врска со смртната казна. Пред извршувањето на казната во мај 1960 година, тој 9 пати ја одложуваше екзекуцијата на казната поради киднапирање и сексуални злосторства. Казната беше изречена во 1948 година, но Чесменовото вешто ракување со законот во смртните келии на затворот Сан Квентин, животот му го продолжи цели 12 години. Во Обединетите нации, советскиот представник категорички го одбиваше постоењето проектири на Куба и покрај фотографските докази. А американскиот говорник Стивенсон тврдеше дека на Куба има советски проектири. На крајот советската влада ги отстрани проектирите од кубанската територија и со тоа се реши кризата. Канадскиот премиер Пјер Трудо на 22 октомври 1974 година го посети Париз. Тој беше првиот канадски лидер кој ја посети Франција во текот на последните 10 години. Односите меѓу овие две земји се затегнаа кога во 1967 година генерал де Гол го поддржа движењето за одделување на провинцијата Квебек, но во текот на тридневните разговори Трудо и председателот Жискар пристапија кон залечување на старите рани. На Сиднејската берза настана метеж кога акциите на компанијата за никел Посейдон скокнаа преку планот. Тоа се случи во октомври 1969 година, кога во Австралија се случи минералниот бум. Истражувачите се нафрлија на западната австралиска пустина, која во минатиот век привлече многу златарски рудари. Беа поднесени стотици барања и милиони долари се истураа во компаниите кои тргуваа со земја во таа област. Но поголем дел од богатството на оваа грозница на никел се испостави илузорно. Инвеститорите на берзата заработија доста, но повеќето од богатството отиде кај поголемите компании кои истражуваа со хеликоптери и со електронски методи. Уште едно премачкување со боја на Ајфеловата кула, прекрасното инженерско дело на Александер Густав Ајфел, што на Париз доминира уште од 1889 година. Незината височина од 300 метри бара 40 тони боја и прилично доста нерви за да се дотера незиниот изглед.